Иако во април постигна вонсудска спогодба, нов конфликт веќе е на повидок. Балдони тврди дека Блейк нема право на милиони оштета за судски трошоци, додека актерката молчи. Иако повеќе месечната правна битка меѓу Блейк Лајвли и Џастин Балдони се чинеше дека завршила кога постигна вонсудска спогодба во април, конфликтот повторно се разгора. Овој пат фокусот не е на обвинението за сексуално вознемирување, туку на 8 милиони долари што актерката бара од Балдони да ги плати за судски трошоци. Актерот и режисер на филмот завршува со нас, поднесе барање до судот, целосно да ја отфрли сумата или барем значително да ја намали, тврдејќи дека Блейк Лајвли не доставила доволно докази дека нејзините судски трошоци се оправдани. Лајвли не ја исполнила својата обврска да достави веродостојни докази дека трошоците што ги бара се разумни. Затоа нејзиното барање треба да се отфрли во целост или барем значително да се намалат, набедува адвокатскиот тим на Балдони во поднесокот. Пејачката Јелена Карлеуша гостуваше во емисијата Амеџи Шоу на телевизија Пинк, каде што отворено зборуваше за бројни актуелни теми од приватниот и професионалниот живот. За време на разговорот не ги избегнува ниту прашањата за поранешните партнери и браковите за себе. Меѓу другото, откри дека нејзиниот поранешен сопруг Душко Тошич неодамна и испратил порака, но не откри што точно. Сепак, особено внимание привлече рубриката Прашања од Инстаграм, во која гледачите имаа можност да ја поставуваат прашања. Кој беше подобар сопруг, Бојан Карич или Душко Тошич, гласеше едно од прашањата. Да беа добри, немаше да бидат поранешни. Кратко одговори Карлеуша. Водителката Тијана Јовановиќ потоа се обиде да добие поконкретен одговор. Но кој би бил подобар ако баш мораш да избереш, праша таа. Јелена потоа без двоумење одговори. Подобар беше оној со кого имам 2 деца и со кого поменав 17 години. Знам дека за него јас бев скапа инвестиција, како што самиот вели. Бев дупка без дно, што троши и согорува пари за кариерата. Сега има девојки што се вклопуваат во буџет до 100 евра, па ќе му биде подобро, изјави Карлеуша, алудирајќи на својот поранешен сопруг Душко Тошич. Македонскиот артист и продуцент Дарко Оф е единствениот представник од Македонија кој се најде меѓу 12 финалисти за овогодинешната регионална награда Милан Младеновиќ, што ја доделува фондацијата Милан Младеновиќ. Тој обезбеди место во финалето со композицијата Чекор и Јас и ти, во исклучително силна конкуренција, бидејќи на годинашниот конкурс пристигнаа повеќе од 170 композиции од земјите од поранешна Југославија. За изборот на финалистите одлучуваше регионална жури во состав на Павица Чабријан, Немања Ѓурѓевиќ, Лада Фурлан Заборац, Јован Матич и Ана Радоњик Зоe Кида. Избраните песни ќе бидат објавени и на промотивната CD компилација на фондацијата Милан Младеновиќ. Програмата на фестивалот Охридско лето продолжува со содржина од музичкиот дел со целовечерен концерт на кинескиот симфониски оркестар Нингбо. Симфонискиот оркестар Нингбо е формиран во 2015 година од страна на Општинското биро за култура, радио, телевизија и туризам, а за негов уметнички директор е поставен познатиот диригент професор Ю Фенг. Од основањето па до денес, оркестарот се стреми да биде првокласен ансамбл кој ќе остварува успеси на домашната, но и на меѓународната сцена. Со атрактивните пакети за вработување, овој оркестар успел да привлече 100 кинески музичари школувани низ светот и со тоа да се постави на кинеската музичка сцена. Во 2017 година е откриена првата комплетна сезона на оркестарот со диригенти како Ю Фенг, Лонг Ю, Ли Шинсао, Лу Джиан, Джанг Гуојонг, Шу Джонг,
Јанг Јанг и Лин Даја, но и Улрих Виндфур и Петер Попелка. Солистичките имења ги вклучуваат виолинистот Нинг Фенг, виолинчелистот Кин Ливеј, како и повеќе кинески пијанисти кои одлично котираат на домашната и на меѓународна концертна сцена.